СДС, да организираат денес избори, треба да се фокусираат максимално како да донесат правда со тоа што тие органи кои што се надлежни, Венко Филипче е нивен кадар. Они треба да направат дискусија внатре во партијата луѓе, докај сме со случајот со Асани. Значи, овој случај е барање на правда, луѓето се активираат, луѓето бараат правда. Значи, ние гледајќи приоритетите кај се. Значи, гледајќи приоритетите, они организираат избори каде што има еден човек само кандидат, нема против кандидат. Цела партија го промовира цел месец само Заев и како ти да не сакаш да гласаш, ти ќе гласаш Заев, затоа што толку голема има агресивна кампања што самата партија ти вика, сега имаме шанса за избор на нов председател, ама мора да го гласате Заев. Сега нема опција зашто не би го гласал Заев, нема опција да гласаш за некого друг. Ти го гласа само за Зоран Заев, одиш и гласуваш за Зоран Заев. Зашто што целата таа кампања, целиот овој процес е финансиран од Зоран Заев. И сега се збори имаме ние програма, а до сега што правите? Сега имате програма, а сега до сега што правите? Имаат програма, но немаат визија. Значи, онако сакал да има програма или визија, или било кој од СДС, или било кој од ВМРО, излезете и кажете, луѓе, овде мора да се збориме, овде мора да биде надпартиски, овде мора да биде граѓански, граѓани ве зборат, молиме за помош. Буквално сме молеле за помош. Ја на секој мој другар му викаме на други ги луѓе, ако имате другари пријатели, замолете ги, моја луѓе, споделете ја петицијата, подпишете ја петицијата. Ако си имате подпишано, споделете ја пак за тој некој ваш другар што нема видено, да ја подпише. Ако петицијата опстане, тоа значи дека случајот со Асани уште е жив. Кога ќе спласне скроз, они тогаш го заташкуваат. Работната група, нив моментално зашто не им одговара и зашто многу го избрзаа тој проект. Работната група ја искористија како алатка зашто за заташка случај. Оние ако сакаа можеше Лјупчо Николовски, и Оливер Спасовски, и Зоран Заев, и Венко Филипче одма да го разрешат негова позиција и да го викнат кривичните органи. Јавното обвинителство. Антикорупцијска застана за случајот со против Асани. Антикорупцијска, значи сите органи велат дека кои уште механизми треба да искористиме. Треба да бараме меѓународна поддршка за да ги притиснат органите. Кого треба да бараме? Што треба да бараме? Значи ние сме деца, ние немаме толку многу ингеренции, не знаеме многу добро како идат тие некои си политики зад завесите. Меѓутоа имаме искрена желба да помогнеме. И деновиве ќе се организираме, уште утре имаме состанок меѓу нас, младите, каде ќе дискутираме што понатака. А денес имаме дополнително други млади се мобилизираат и на терен, и преку медиуми. Медиуми пред се социјалните медиуми, YouTube, Facebook, портали некои, тие се тие. Меѓутоа мораме овој пат да излеземе од таа дневна политика на конфликти. Овој пат се работи за нешто поголемо. За прв пат иницијатива произлезе од обични луѓе на Твитер. Луѓе ми брат, имам Твитер, да почнав иницијатива, дете мом помогни ни некако, не помогни, да ни помогнете вие целосно. Викам, ајде, ама викам ако се фатиме идеме до крај. И сега знаеш, мора да истераме до крај. А самото тоа што Асани излезе да каже ме напаѓате поради антиалбанската политика, тоа збори многу повеќе колку само не се запознаени против кого се бори. Они да мислат дека ова иде од ВМРО или од ДСС, или пак некој си друг. Не, тоа е нивната децениска мимикрија. Да, они не знаат моментално дека има тој начин обстојува. Оригинална битка. Да. Овој пат нема мачкање очи, туку е стварно битка отворена. Они не знаат која страна доаѓаат тие извори. Тоа е нешто ново. Да. Значи јас по убедување сум социјалдемократ. И само ми кажат како сме кога сум социјалдемократ по убедување. Значи ти си по убедување може би десничар. Хамерманот може би по убедување неолиберал. Ние сме млади кои што не доаѓаме тука за идеологија да тераме, туку за да избориме правдата. Зошто? Затоа што ако се избориме за правдата против Асани, како граѓани, тоа ќе ја смени перцепцијата во јавноста дека може да се помрдне нешто мртва точка со нивен притисок. Постојано. Затоа што само треба да се форсира битката целосно. Они покажуваат ароганција, ние ќе покажеме ароганција. Они покажуваат почит и ние ќе искажеме почит. Значи, ние како млади, ако не покажеме бунт, ако ние не покажеме поддршка кон нашите повозрастни граѓани, кон тие случаи никој нема да побара. Еве гледаме старата генерација дека ништо не се бори. Повозрастните ништо не се бори. Ако ние младите не постапиме некако, кој ќе се бори понатака? Тоа анализа покажува една анатомија на односот меѓу две генерации. Две генерации новинарски, две генерации политички и две генерации човечки. Например, ти го спомна односот на медиумите и алтернативните медиуми, социјалните мрежи, YouTube. Овие медиуми, значи телевизии, вестници, централизирани медиуми да ги наречеме, се исто деца на потопот. И тие во претходниве 3 децении
во 3 децении на падот, на мракот, научиле само како да опстанат, како да пливаат во живиот песок. Ништо друго не научиле и тоа се тие мимикри кои што гледаме од Асани. Асани е исто дете на тие времиња и тој научил со некоја диплома, квази диплома, апсолутно неважно, кога ја гледаме неговата стручност, ја гледаме неговата моралност, тој научил да плива. Бил професионален, тој не може да има ординација. Апсолутно, апсолутно. Тој научил да плива во тие Имал времиња. мирна совест, што вели. Тој сам ќе се пријавил пред истражните органи, сам ќе се пријавил во кримичната постапка и сам ќе рекол, луѓе, во името на сите доктори, јас не сакам да ја валкам нивната чест, нивното достоинство, јас сум дал заклетва, јас се повлекувам од функцијата доктор, јас ќе го одлежам тоа моје што треба да се одлежи, ако се докаже на суд дека сум виновен. Ако му се докаже дека не е виновен, што не ми се верува дека ќе биде така, секоја му чест, он си се одбранил. Ние не го велиме на закон дека ти треба да одговараш. Тоа го збориме поише како фигуративно дека ти треба да одговараш. Меѓутоа, судските органи се тие кои што ќе одлучат. Ама он не влегува ни во тие судски органи. Значи, никако не влегува, он не влегува ни во постапка. Значи, за да влезе да се суди, он да почне, не треба да влезе. Он не го влегува, не му дава да влезе во тие кругови. И ги злоупотребува тие некои си други негови моки. Веројатно е близок со Дуи, ова ќе збораме отворено. Веројатно е близок со Дуи, не сум сигурен, може и со некоја друга партија. И затоа е толку многу во тесни релации со власта, зашто да не преюдицирам дека во тесни релации со власта, сепак Венко добро постапи, Љупчо добро постапи со тоа што изрекува дека ќе бидат потегнати кај. Меѓутоа, додека не биде покрената кривична постапка, додека не биде разрешен од доктор, нема откажување. Мора да има правда за Илдис, за Амила, за дивата ординација. Он мора да одговара. Он не да одговара како политички фактор, туку да одговара како личност. Значи, он е тој што ги направил за делата. Сега, зошто правдата и зошто се обидуваат упорно и упорно, место, ако има политичка гледна точка, на Венко и на Љупчо, на толку слаб рейтинг, на толку големи напади, па нив им одговара да се реши овој случај. Апсолутно. Значи, они се толку не знам да речем, таа пиар агенција што им работи, место, не рече, луѓе, решите го случајот, и инака имате целосен катастрофален здравствен систем, што го немате, со вакцините хаос направија, со фантофилмите хаос направија. Љупчо со путерот, до тоа путер, до бизнес реваншизам се ќе правиме. До путерот. Значи, луѓе имате еднаква слаб рейтинг, еднаква ништо не правите. Барем еден случај завршете го како што треба. Баш знаеш колку почет ќе дојде барем те обичаен, фала Богу, барем ова го решите. Ако тие го решат тој случај, тоа ќе е несвесно признавање на нивната слабост. И само со притисок од овие обични луѓе, од ова нова генерација, која не видела никакво светло, но која се бори и која повторно во својата борба ги наоѓа, ги раѓа своите идеали, ги раѓа своите визии, повторно пронаоѓа правдата која што е тотално заборавена во овие 30 години. Овој пат не се работи за политика, мене не ме интересира ни ВМРО моментално, ниту СДС, ниту дали, не знам, ништо не ме интересира дневна политика моментално. Ниту дневен... Не овде се работи за возвишена политика против дневна политикарење. Да, овде се бари класична правда, овде нема ништо друго освен барање правда, ништо друго. Сега, ако ние ги оставиме сите овие случаи со така сами, они ќе паднат во вода и ќе се заташкаат. Ќе се заборават. Ќе се заборават. Тоа е идеја. Значи, ние мора да ја продолжиме битката. Секој граѓанин што го слуша ово, ако си има подпишано на петицијата, споделете. Секој младинец кој што дополнително му е смачен од се, дајте да започнеме од битката барем тука, барем овој случај да видиме правда. Ако се реши овој случај, понатака ние ќе имаме мотивација како граѓани, како народ, да можеме да постапуваме соодветно и во други случаи. Точно. Исто начин.